Другарки, и сега што правиме со симпатија? Може ние да се дружиме, да снимаме представи, да работиме? Нема врска тоа. Може да се правиме што се однесува до мене. Аума немој, сега јас сум крива. Не си крива, баш одиш правилно како балерина. Ха-ха, Анастасија. Баш ти фала, ептен си другарка. Ужива, Ива. Него, не ми е јасно зашто само не отидете и вака да го прашате. Здраво живо господине тој и тој, дали може да ни објасните кој од нас две повеќе ви се допаѓа, за да можат нашите другарки нормално да дишат? Анастасија, ти ова го смисли или некој ти го каже? Тоа е тајна. Ова не е добра тактика. Многу е, како да ти кажам, аплавидна. Чекај, каква е? Аплавидна. Доаѓа од зборот тапла, што значи директно, односно отворено. Ева го, ми звони. Се гледа кога сака. Ќутете сите. Ало, здраво. Што правиш? Да, се брзаш? Да, те разбирам. Чив број? На Јоана? Не е со мене. Добро, ајде, ќе ти го пратам, чао. Тоа беше злобно. Треба да се соочиш со вистината, Ива. Момчето те не иќе. Ти си убаво девојче, ќе си најдеш друг. Ај не ми филозофирај ти многу. Ива, ај дај го бројот и не се понаше паралелно. Искра, не ме нервирај и излези од корен. Ова математичка кавга ви е многу интересна. Знаете што? Ќе напишам песна за ова. Дали може мојот број да навлезе во на Марко телефонот? Добро, досадна една ќе му го пратам. Задоволна? Многу. Ало, Марко. Да, Јоане. Ништо, ти што? Да, ја познавам, се дружам со неа. Па, да, знам дека ти свириш на тапани, се зборуваат луѓе. Да, таа свири на гитара. Па идеме на глума заедно. Да, и глуми. Добро. Што? Марко сака да зборува со тебе. Зошто? Чекај. Ива, ај придржи малце. Држи се. Здраво, Марко. Не бе ништо седам тука со другаркива. Ти? Не, мислам дека не е дојдена глумицата се уште. Наставничката е тоа, така сака да ја викаме. Него сега да те прашам како оди живото, дали има петки, четворки, тројки, така нешто во тој стил. Видете ја? Никогаш не сум ја видела ваква. Каква? Па, види колку весело оди. Леле, види, дома ќе си отиде и гитарата ми остаи. А мене телефонот, некој нека и се јави да ми го врати телефонот. Значи, драги другарки, ние сме тука сведоци на една класична македонска поговорка. А девојче, кај ти отиде математиката? Чекај, двајца се караат, третиот користи. И ете ти љубовен бином.